Досегашната кампања на ВМРО ДПМН за локалните избори за Венко Филипче е разочарувачка. Биле вовлечени институциите, а бугарскиот куфер со пари бил измислен. Имено во повеќе ситуации, во повеќе општини на состаноците на местните комитети на ВМРО ДПМН гледаме присутни началници во Министерството за внатрешни работи. Или ги водат состаноците, или се присутни, и тоа е сериозно кршење на законот и злоупотреба на институциите. Во однос на бугарскиот куфер со пари кој наводно го зел Зоран Заев, Филипче со одговор. За жал, тоа е само уште еден од спиновите со кој што се служи премиерот и ВМРО ДПМН изминатиот период, како што кажав, во една цела безиденост, што друго да направат. Немаат што да прикажат, немаат сериозен проект, се вадат и како алиби го кажуваат тоа дека за некои работи биле потребни децении, соочени се со тоа што ние го кажуваме, што ние сме направили у нашиот мандат за само година или две. На пресконференцијата на Филипче од ВМРО ДПМН реагираа со соопштение. Разликата меѓу нас и нив е очигледна. Нив ги плаши реалноста и тоа што гледаат дека народот е против нив и никогаш нема да им заборави за злоделата кои ги направија, а за кои имаат привремена заштита во обвинителството и судството. Тоа е тоа нивно лицемерие кое ни е познато и кое мора да се порази. Тоа што зборува за Министерството за внатрешни работи и разни наводни појави, наликува на алиби кое го договорил со својот ментор за да се задржи на функцијата. Ние во тоа не се мешаме, освен дека ако има таква појава, ја осудуваме, но сепак, освен вакви панични изјави, кога му стигнале последните анкети како по наши информации го освестиле кај се наоѓа, почнува да бара алиби за да остане на тоа место. Веќе видено и познато сценарио. Стои во соопштението реакција од ВМРО ДПМН.